Во недела вие одлучувате во каква општина сакате да живеете. Ова на жителите на општина Егуновце им го порача Гордана Енкуловска од Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Одлучувате дали ќе гласате за субвенции во земјоделството, за економски просперитет, за инвестиции во екологија и туризам, или ќе гласате за лаги и празни ветувања кои ви ги даваат на исто место од иста говорница, ама овој пат заедно Љупчо Георгиевски и Бранко Црвенковски. Носителот на советничката листа Александар Митревски рече дека не даваат само празни ветувања, туку имаат дела кои може да се видат на секаде низ општината. Кога ќе погледнам пред себе, ја гледам силата, енергијата, а и победата на овие локални избори. Ги гледам моите сопартици, симпатизери и сограѓани. Гледам луѓе кои сакаат, а и заслужуваат да живеат во една убава и модерна општина Егуновце. За плановите за реализација на нови проекти зборуваше кандидатот за градоначалник на општина Егуновце Тони Коцевски. Планираме да изградиме фекални канализации во Егуновце, Жилче и Шемшово. Повеќе наменско спортско игралиште во Рате. Спортски игралишта во Старосело, Туденци и Прелюбиште. Изградба на секундарна мрежа за водоснабдување за Шемшово и Прелюбиште и резервоар за вода со капацитет од 300 метри кубни во Силичино. Ќе продолжиме со асфалтирање и поплашување на повеќе локални патишта и улици во општината. Ќе продолжиме со редовно чистење на речните корита и каналските мрежи. Ќе изградиме нова училишна спортска сала во Егуновци. Ќе продолжиме со реконструкција на училиштата во Шемшово и Ратници, како и многу други проекти и активности наведени во програмата. Коцевски рече дека има реална и конкретна програма со приоритетни проекти за континуитет во работењето на општината со развој и инвестиции.